Ви благодарам. Почитувани медиуми, почитувана јавност, мафијашки структури веќе неколку дена ја блокираат работата на јавното предпријатие Комунална хигиена и тоа единствено поради лични интереси. Се работи за лица кои што повеќе од 15 години работеле само една смена и тоа трета смена во предпријатието, спротивно на закон и на колективниот договор. Поголем дел од нив, кои што биле на овој начин вработени, воопшто не се појавувале на своите работни места и не ги извршувале своите работни обврски. Сега, дел од истите ја блокираа работата на комуналното предпријатие и не дозволуваа сите останати 1300 вработени да можат да извршуваат својата работа. Иако нема законски најавено штрајк, иако поголем дел од овие лица повеќе не се вработени во ова предпријатие, тие сепак извршија мафијашка блокада. Морам да констатирам дека директорката Мазнева беше во право кога најави дека граѓаните на градот Скопје поради ова насилство ќе трпат големи штети и дека исто така ќе се појават стаорци по улиците и тоа и се случи. Погледнете ги овие стаорци од политичките елити како инструирано веднаш одскокнаа и ја користат оваа ситуација, оваа состојба која што самите ја креираат за ситни политички поени. Вчера, ниту институциите не успеа да прекинат оваа незаконска блокада на предпријатието. Ова е уште еден знак дека во Македонија правната држава не функционира. Од овие причини, веднаш е ставен во функција кризниот штаб од скопските јавни предпријатија, кој што има за цел да ја одржува хигиената во главниот град и истите се излезени на терен и активно работат и чистат. Јавното предпријатие Комунална хигиена веќе е во нормала, функционира смената и се надеваме дека веќе од утре ќе работи со целосен капацитет. Градот Скопје и покрај сите блокади и пречки ќе продолжи со реализација на програмата и нема да дозволиме личните интереси на малкумина, на мафијашите, на бандитите и на нивните партиски пријатели да бидат пред колективните интереси на нашите граѓани. Заврши времето кога овие градски предпријатија беа третирани како нечија лична и приватна собственост и наместо за интересот на граѓаните, кога тие работеа во интерес на малкумина. И за крај сакам да додадам и да му порачам на Христијан Мицкоски дека е разобличен вечерва, затоа што со бескрупулозноста за ефтини политички поени сака да креира проблеми за граѓаните, кои потоа сака да се представува дека ги решава и дека ги расчистува. Таквите политичари се најголемото ѓубре кое што овој град ги видел и ние вечерва ќе почнеме со чистењето на ѓубрето да ги чистиме и нив. Ви благодарам многу. Пред да прашам дали имате одредени прашања, сакам да ви покажам еден документ кој што ќе биде доставен до сите медиуми. Тоа е овој документ на кој што можете да видите едно презиме, односно една фамилија која што има вработено во јавното предпријатие Комунална хигиена, се што му е род до 600 колено. Од една фамилија има над 40 вработувања, од втора фамилија има над 30 вработувања и овие мафијаши повеќе нема да бидат толерирани во градот Скопје. Се надеваме дека институциите ќе продолжат да постапуваат и исто така се надеваме дека на штета на граѓаните повеќе никој нема да дозволи да се случува ова кое што се случува во изминатите 2 дена во градот Скопје. Ви благодарам. Дали има прашања, можеби? Ви благодарам.